Дедо Мраз може да пристигне и на велосипед, наместо на санка која ја влечат ирваси. Идејата да се спои легендата за дарежливиот старец со бела брада со возењето на велосипед потекнува од иницијативата Тетово на точак. Втора година поред Дедо Мраз им носи пакетчиња на тетовските дечиња со помош на велосипед. Со оглед на високата загаденост на воздухот во градот, ова превозно средство е најсоодветно. Дојдов денеска да ги израдувам дечињата во центарот Виножито за сите. Ќе однесеме поклончиња, ова е втора година како го правиме, Тетово на точак го организира овој настан. Да им однесеме малку среќа на овие деца, за да бидат уште посреќни во овој период, затоа што знаеме колку сите сакаат подароци. Дедо Мраз, спрема подароци за сите и ќе им ги поклони денеска, за едно 20 на 30 минути се упатуваме надолу и ќе идеме да им ги однесеме овие поклончиња на децата да ги подариме. Денес во мисијата на Дедо Мраз за носење на подароци на точак го следеа и голем број други велосипедисти. Всушност тие и овој пат покажаа дека освен мразот на улиците нема друга причина зошто не би се возел велосипедот низ тетовските улици. Ова е 21-та критична маса во Тетово, критична маса број 21, Дедо Мраз на точак. Се стремиме кон тоа ова да стане традиција. И следната година се надеваме дека ќе имаме доволно луѓе да го собереме овој настан, да го направиме повторно. Сакаме да го направиме традиција. Ова е веќе втора година како што реков. Се стремиме да остане понатаму и за следните поколенија да го прават истото. Велосипедот можеме да го возиме во сите услови, освен кога има мраз, затоа не можеме да гарантираме. Не можете да спортувате, можеби во зима, но можете да се однесете во градот било каде со велосипед. Велосипедот може да го замени автомобилот како превозно средство со што граѓаните би придонеле во борбата против загадениот воздух во градот, постојано апелираат иницијаторите. Тетово на точак досега има организирано 20 слични настани со цел подигање на свеста за користење на велосипедот како поевтино и поеколошко превозно средство. Инаку Тетово не е единствениот град во Македонија во кој делува критичната маса. Ова движење е познато во светски рамки.